Добре дојдовте во колегиум. На 29. мај се одбележува мрачен, навистина мрачен јубилеј. На тој датум се навршуваат 600 денови од ужасот што започна на 7. октомври 2023 година, кога Хамас изврши брутален терористички напад врз Израел, убивајќи над 1200 луѓе, вклучувајќи семејства, мировни активисти и млади кои беа на музички фестивал. Тој ден го шокираше светот, а неговите последици се уште ги чувствуваат и израелците и палестинците. Истовремено, на 29. мај одбележуваме и 600 денови од почетокот на разорниот воен одговор на Израел. Воздушни напади, копнена инвазија и смртоносна блокада што ја претвори Газа во гробница. Над 50.000 палестинци се убиени, многу од нив деца, многу од нив жени. Поголемиот дел од Газа е срамнет со земја. Владее глад, болести, со еден збор страдања на цивилното население кои не може да се опишат, кои не може да се замислат. А во исто време ги гледаме речиси во живо со помош на технологиите и медиумите. Оваа војна трае многу подолго, отколку што било кој од нас можеше да замисли во првите денови. И трае се уште. Крајот на таа војна во овој момент изгледа подалеку од било кога да е во изминатите речиси 600 денови. Ниту Хамас, ниту израелската влада не покажуваат никаква волја да го променат курсот на страдањата, на разорнувањата. Хамас се држи до последните заложници како преговарачки адут. Израел продолжува со воените операции, решен да го уништи Хамас, иако од друга страна шефот на израелската држава Нетањаху изгледа како да нема вистинска стратегија, како да нема некаков план. Тоа изгледаше исто така уште од првиот ден. Веројатно единствениот план му е да се задржи на власт што е можно подолго. Што се однесува до меѓународната јавност, меѓународната осуда сега расте, но притисокот не доведе до промена, барем не до сега. Мировните напори се на мртва точка, хуманитарната криза се проблабочува, цивилите ја плаќаат, се разбира, како и секогаш, највисоката цена. Надежта за стотици илјади луѓе заробени во овој ужасен воен пожар исчезнува со секој ден. Со секој нареден ден луѓето се по-беспомошни и не можат да видат ништо добро во својата иднина. Ова, веројатно сме го кажале и за други војни, многу често сме го кажале и за војната агресија на Русија против Украина. Меѓутоа, и оваа војна не е само војна со оружје. Ова е војна со наративи, ова е војна на политички надмудрувања и уцени, ова е војна на страдање и страдањето претворено во оружје, и ова е војна за превласт и премоќ. На почетокот на овој колегиум ги поставуваме овие прашања. Како стигнавме до тука? И дали има излез од оваа огромна трагедија предизвикана од бруталните архитекти на војната? Јас сум Џабир Дерала, а со мене денеска се одговорните уреднички и уредници на медиумската платформа на Цивил. Ќе започнеме со црните статистики кои ќе ни ги представи колешката Билјана Јордановска. Повеле, Билјана. Благодарам, Џабир.
Како што рече и ти на почетокот, оваа црна статистика почнува на 7 октомври 2023 година со нападот на Хамас, кога беа убиени најмалку 1300 луѓе, а беа земени најмалку 250 заложници. Според најновите податоци, бројот на смртни во појасот Газа од почетокот на конфликтот, значи во октомври 2023 година, надминува над 53.000, а од кои што повеќето од 15.000 се деца, и ова е една бројка што ја потврдуваат во континуитет здравствените власти во Газа. Околу 80% од жртвите се цивили, тоа е навистина важно да се запомни, вклучувајќи жени, деца и стари лица, а просечно по 250 луѓе дневно умираат во Газа како резултат на она што се случува таму, и е оценета како најсмртоносен конфликт во 21. век. Повеќе од 11.000 лица се водат како исчезнати и се претпоставува дека се мртви според податоците на медицинскиот центар на Газа, и иако Израел во континуитет тврди дека се напаѓаат воени цивили, сепак фактите говорат дека најголем дел од жртвите се цивили, што укажува на сериозни сомнежи, и па дури го потврдуваат колку Израел го почитува меѓународното хуманитарно право. Треба да се има во обзир дека овие бројки се само проценти, бидејќи многу лица, многу тела се закопани и без регистрација или се исчезнати под урнатините, и треба да се има тука, само ќе зборуваме подоцна за тоа, дека треба да се има предвид и тешкотиите кои што ги има меѓународните организации, хуманитарни групи, за да пристапат до тие места, и да помогнат да се дојде до тие тела и до тие жртви, па дури да се потврди или да се некој број на исчезнати лица. Над 111.000 се повредени, вклучувајќи 13.000 деца, околу 1,9 милиони луѓе се, или приближно 90% од населението се раселени, внатрешно раселени, значи многу купати. Околу 35.000 деца ги изгубиле едниот или двата родители, а над 17.000 деца се без придружба, без родителска или старателска грижа. Според податоците на цивилната заштита и хуманитарната помош во рамките на ЕУ, околу 20% од населението има инвалидитет, од кои што голем број од тој процент им припаѓа на децата кои што имаат изгубено еден или повеќе екстремитети. И тука ќе застанам сега, па ќе продолжиме со други бројки и друга црна статистика малку подоцна. Благодарам, Билјана. Ова се бројки кои дури кога би се однесувале на инсекти би биле страшни, а се однесуваат на луѓе. Секоја таа бројка, секој еден во таа огромна, ужасна бројка е цел еден човечки живот. Што е уште потрагично, огромно мнозинство од нив се цивили, и како дел од цивили огромен број, огромен дел од нив се деца и жени. Оваа војна предизвика поларизација, многу силна поларизација во целиот свет, и се разбира и кај нас тие наративи почнаа да внесуваат дополнителна поларизација во јавниот дискурс на социјалните мрежи и во јавната комуникација воопшто, тоа што се однесува до Газа и до војната на Израел против Хамас, како што се нарекува во меѓународниот дискурс, предизвика огромни меѓународни реакции. Меѓутоа, ние во наредните неколку минути ќе се осврнеме на тоа какви реакции имаше на прашањето кое го постави Цивил до своите читателки и читатели, до јавноста, и за тоа ќе ни каже повеќе Драган Мишев, мојот колега Драган Мишев. Здраво, Џавер. Затоа што дека на социјалните мрежи и кај нас и во светот има голема поларизација, меѓутоа во реакциите
на прашањето, во одговорите на прашањето дали што мислите за војната во Газа, читателките и читателите на Цивил медија беа речиси едногласно. Сите оваа војна е прогласија за геноцид. Само кратко неколку од нив. Тоа не е војна, тоа е геноцид врз палестинскиот народ, геноцид врз цивилно население, глади, убивање на цивили, обид за етничко чистење, тоа е истребување на измачен народ и неколку пати имаше и дека констатација дека тука човештвото го достигнало, го допрело дното. За жал изгледа не е до тука, дното уште се пробива и во Газа и на други места каде што страдаат невини цивили. Значи, кај реакциите се, како што кажав, прилично едногласни. Има некои обиди на агресијата да се возврати со агресија, па во одговорите, па така неколку смета дека Израел не треба да постои, израелците не треба да постојат, па го спомнуваат и Хитлер и неколку, но тоа се многу мали, два-три такви, има два-три такви одговора. Другото е, како што кажав, дека ова никако не може да се спореди со војна. Војната се води меѓу војски, ова е чисто геноцид, како што кажа, врз недолжното палестинско население и цивилите. Така да имаше ретко, тука имаше еден обид на читателка да ја објасни целата ситуација, од каде почнала, како почнала прилично долг. Не би го читал сега, мислам според мене долг е реален, меѓутоа не го делувува нешто читателите самите го заклучија дека ова што сега се случува, не само со бомбардирањето и на цивилни цели, на згради, на болници, на училишта, туку и уште повеќе со изгладнувањето на палестинците, особено на палестинските деца. Обединетите нации неколку пати алармираат. Меѓутоа, како што гледаме, Израел почна да пуштаат делови од хуманитарната помош во храна и лекови, пред се во храна за палестинците, меѓутоа тоа е, како што кажа, од Обединетите нации само капка во морето од оно што е навистина потребно. Што би рете, храната им ја дозира како на лажичка да им ја дава. И сето тоа се следува, како што кажа и колешката Билјана, тоа тука веќе се крши меѓународното право. И реално, како читателките и читателите тука веќе се во право. Навистина се асоцира на тоа дека ова чист геноцид и со војните действија, но и со неиспраќањето помош на изгладнетиот палестински народ. Благодарам, Драган. За реакциите на социјалните мрежи нешто подоцна, тука имаме некои чудни амплитуди, но за тоа малце подоцна. Да, ако може му дадеме простор сега се разбира, ќе се вратиме на оваа тема од аспект кој ти го покриваш во ова издание, би сакал да погледнеме на меѓународниот одговор на оваа ужасна трагична војна, и тука би сакал да и дадеме простор малку на мојата колешка Диана Тахири, исто така одговорна уредничка во медиумската платформа на Цивил. Диана, каков е меѓународниот одговор? Тој има и своја развојна линија и се разбира меѓународниот одговор зависно од тоа од која хемисфера на планетата доаѓа, многу се разликува. Јас не би одел во ова издание на колегиум во
генезата на самиот напад и како дојде до тоа, кој го спонзорирал, како го спонзорирал, тоа може би во една друга анализа, меѓутоа сега од тебе да слушнеме кој е меѓународниот одговор на војната на Израел против Хамас и очигледно против цивилите палестинци во Газа. Здраво на сите. За жал денеска ќе посветиме на овој колегиум, ќе посветиме време на ова многу темна тема, темна црна точка на човештвото. Меѓутоа треба и да се чуе. Џабир ме праша за меѓународниот одговор на, нели, јас би кажала веќе натаму и оди на израелскиот напад врз цивилите во Газа. Тој е поделен со различни ставови и приоритети меѓу глобалните сили. Оваа ситуација продолжува да предизвикува дебати и да влијае и на меѓународните односи. Ќе се потрудам колку можам пократко, меѓутоа не може толку кратко да се објасни, бидејќи треба да почнеме, нели, од почеток кој како изреагирал и, нели, каков е меѓународниот одговор пред се на големите сили, нели, големите светски политички сили. Веќе од почетокот на времето кога беше председател на Соединетите Американски држави Џо Бајден, тогаш администрацијата на Џо Бајден, ја го поддржа Израел во неговото право на самоодбрана, нели, против Хамас, но истовремено и повика на хуманитарен пристап и заштита на цивилите. Во контекст на председателските избори во тоа време, во 2024 година, Доналд Трамп, тогашен председателски кандидат, а сегашен председател, ја изрази својата поддршка за Израел и неговото право на самоодбрана. Тој тогаш повика и на поголема американска вмешаност во решавањето на конфликти, вклучувајќи го и посредувањето помеѓу Израел и Палестина. Она што е интересно е дека веќе од кога стана пријател председател, веќе сега во февруари 2025 да се подсетиме и ќе бидам многу кратка, Трамп предложи Соединетите Американски држави да ја преземат контролата врз Газа и да го развијат, Газа да ја развијат во ривиера на Блискиот Исток, предлог во кој се вклучуваше и принудното преместување на околу 12 милиони палестинци во соседните земји. Се знаеме дека тоа не се случи сепак. Ќе преминам сега на респонсот, одговорот на Европската Унија. Европската Унија полека, нели, сега збориме за Европската Унија воопшто, а поединечните одговори веќе се наслушуваат, нели, од поединечни земји членки на ЕУ. Ова сега ќе кажувам за ЕУ. Значи, ЕУ веќе размислува за ревизија на економските односи на ЕУ, најави, мислам дека вчера или завчера, најави ревизија на економските односи на ЕУ со Израел, што е многу сложено прашање кој вклучува правни, хуманитарни, стратешки аспекти. ЕУ и Израел имаат договор за асоциација која ги регулира трговските и политичките односи помеѓу двете страни. Овој договор вклучува и клаузула и за човековите права, кој предвидува можност за суспензија на договорот во случај на сериозни прекршувања како што тоа се случува сега. И веќе се навестува таа ревизија, иако има земји членки кои што се противат на оваа ревизија. Ќе прекинам со ЕУ сега, со генералниот одговор до сега, ова е последниот одговор. Следна светска сила и Турција, турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган го осуди Израел за убиствени злосторства и го обвини Западот за соучество во геноцидот. Русија, интересно е што и Русија дури имаше одговор на
нападите на цивилите во Газа, или како можеме да го наречеме и поинаку, нели, како што го нарекува светот, нели, кој на војната помеѓу Израел и Хамас. Русија во сета своја хипокризија, нели, во сета своја лицемерност го осуди израелскиот напад како го осуди и го нарече геноцид и го обвини Советот за безбедност на ОН, на Обединетите нации, за неактивност. Тука доаѓа сега и Кина, друга светска сила, и тие во сета своја лицемерност изразија силна разочараност и незадоволство поради американското вето, нели, во ОН, и го обвини Вашингтон за двојни стандарди. Со свој одговор, ова се досега декларативни, нели, одговори, освен на ЕУ, кој што веројатно ќе почне веќе да на ниво на Унија да реагира. Африканската Унија ја осуди израелската офанзива како геноцид и повика на итен прекин на огнот. Јас тука би застанала, ние ми можеме и понатаму, значи јас само ги набројав овие големи светски сили, значи не се само збунувачки, се доста од нив се декларативни, другите се лицемерни, па ќе видиме понатаму што има. Јас тука би прекинала за да се вратиме повторно на еден друг аспект од одговорот на меѓународната заедница, тоа е меѓународната правда. Благодарам, Дијана, ова беа навистина важни детали. Добро е да се подсетиме на сето тоа, особено ако погледнеме и на развојната линија на реакцијата на меѓународната заедница, како на големите сили, така и на поединечни помали држави, регионални центри на моќта и така натаму. Светската јавност е згрозена, има многу реакции и во медиумите, и меѓу активистите за човекови права, граѓаните и така натаму. Тоа секако дека представува и потенцијал за крајно десничарските ентитети во разни општества, вклучително и оние на Запад. Гледаме и подем на антисемитизмот, дури и напад на убиствен напад кој се случи неодамна во Соединетите Американски држави, кога две лица израелци беа застрелани, и голем број насилни инциденти кои ги таргетираат израелските цивили низ светот. Исто така за крајна осуда е однесувањето на Руската Федерација, која, како што кажа и ти, најлицемерно можно го осуди Советот за безбедност за неактивност во услови кога 3 години води брутална агресија, војна агресија против Украина, каде што главна и најсмртоносна цел им се всушност цивилите, вклучувајќи жени и деца, кои секојдневно ги обсипуваат со дожд од ракетен терор. Извини, Џабир, јас ќе морам само не ниту дигресија, туку сепак да спомнам дека поединечни лидери европски веќе почнаа значи само иницијативно да си го изразуваат својот став, како што на пример тоа го направи поранешниот шеф за надворешна политика на ЕУ Жозеф Борел. Тој жестоко го нападна Израел, обвинувајќи ја владата, нели, израелската влада за извршување геноцид. Мислам, јасно го кажуваат веќе. Имаше многу експлозивна изјава во која вели 3 пати повеќе експлозивна моќ е фрлена врз Газа отколку што беше употребена во бомбата во Хирошима, а ние, мисли на светот на Европа, снабдуваме половина од тие бомби. Имаше слична изјава и од Педро Санчез, шпанскиот. Значи, веќе почнуваат со недвосмислени осуди и изјави. Толку за тоа. Се согласувам со тебе, изјавата на Жозеф Борел беше навистина експлозивна и прилично искрена.
Јас се надевам дека оваа промена во трендот ќе доведе до смирување на боиштата и до решавање на хуманитарната, опасната хуманитарна криза која се заканува во овој момент да убие повеќе од 40.000 деца кои се во моментов во ризик од изгладнување. Јас се извинувам ако погрешно сум ја запомнил бројката, ќе имаме и понатаму дел кој се однесува токму на хуманитарната катастрофа во Газа и тоа би сакал да го замолам Дехран Муратов, мојот колега, одговорен уредник Дехран Муратов, да ни каже неколку податоци за тоа како изгледа хуманитарната катастрофа во Газа. Овели Дехран. Здраво, јас тебе спремајки се за овој колегиум, гледав некои видеа колку што можев да видам. И малце тешко да збориш за хуманост и хуманитарна помош кога таму таа одамна е замината. Зборот хуманост и хуманитарна помош во Газа можеби ќе биде пишувана во некои книги, ќе се чита и ќе се учи во некоја историја. А за сега луѓето таму кои што живеат не знаат за зборот хуманост и хуманитарна помош, затоа што тие веќе неколку месеци се оставени буквално да умираат од глад. Јас мислам дека во моментот кога го работиме овој колегиум, некаде околу 80 денови има тотална блокада. Дали сум во право со тоа? Блокада, дури вчера по притисок од светот, израелската војска дозволи да влезат десетици или не знам 90 на камиони, кои што повторно се има проблем да влезат, дел од нив ги контролираат Хамас, дел од нив ги контролираат десничарите израелците, кои што не дозволуваат да влезат таа помош, оставајќи да изумрат, свесно да изумрат тие деца таму. И теа се доведува до прашање, едно понака гласно размислувам, како може народ кој што поминал низ геноцид да воспоставува геноцид повторно, сега врз друг народ. И тоа е малце онака чудно и дури сега гледам дека таму веќе и самите израелци почнаа да реагираат, што е добро и што мислам дека единственото некој што може да направи да ја спречи таа бруталност на Нетањаху, затоа што не сметам дека сите израелци сакаат војна и сакаат крв. Сметам дека се додека постои Хамас ќе постои Нетањаху и обратно, се додека постои Нетањаху ќе постои и Хамас, затоа што животот, наводници си политичкиот си го продолжуваат едни на други. Таман дојде на некакво примирие, ќе видиме некаква интервенција од Хамас, па потоа му даваат позиција на Нетањаху да делува и ние во овој момент сега имаме десетици деца кои што умираат дневно од глад и од жет. Не ни сакам да помислам, јас во мојата кратка најава спомнав дека муслиманите се клањаат 5 пати во ден, само во Газа се клања 6 пати, односно се додава уште еден намаз, тоа е џеназе намаз, последната молитва за испраќање на човекот. И таму се случува секој ден клањање по 6 пати. Муслиманите во текот на годината постат еден месец Рамазан, тоест не јадат и не пијат, нели се воздржуваат од јадење и пиење. Само во Газа се пости, нели, во наводници 365 дена во годината, се пости цела година, односно луѓето се приморани да не јадат и да не пијат.
И сето тоа се случува пред очите на светот и ние гледаме како арапскиот принц му дава 200 милиарди долари. Исклучи линијата. Извините, изгубивме за момент, не сум сигурен, но... Дали сега се слушаме? Се слушаме? Да. Да. Ќе повторам моментот каде што ние сега сме доаѓаме до позиција каде што светот, односно арапскиот свет, кода е нем. И ако ги гледаме видеата кои што не зборам за западниот свет. Тие помагаат и се борат колку што можат, мада не тоа е друго прашање, но молкот на арапскиот свет е позачудувачки, односно 200 милиарди евра давање помош на Доналд Трамп, кој што вели ќе игра голф во Газа, откако нели ќе ги истера сите палестинци од таму, и ќе игра голф врз мртвите тела кои што ќе бидат закопани на деца, жени во Газа, а истиот арапски свет му дава 200 милиарди долари. И замисли сето тоа да му дадеше 200 милиарди долари на светот и да речеше еве ова, обновете ја Газа, обновете го мирот, обновете го со животот. И она што е интересно, што можеби никој не го спомнува, палестинците и израелците всушност се браќа по крв. Односно, доаѓаат историски гледано нели во религијата, доаѓаат од еден татко од две различни мајки. И затоа ако ги видиме сега и филмовите каде што нели таму е прилично и доста големата пропаганда на израелците, каде што се инфилтрираат помеѓу палестинците, не може ни да се препознаат. Нормално, затоа што тие доаѓаат од ист народ и иста крв. Но тоа е сосема друга тема. Темата сега е во околу хуманитарната помош. Хуманитарната помош ја реков дека ја нема. Јас во мојата колумна една која што ја објави 10 дена по големиот напад на Хамас во кој што беа убиени илјадници цивили, напишав уште колку крв ќе ве насити, о монструми. Ја мислев дека тоа ќе биде само уште неколку дена, но денеска истата колумна би ја реобјавил и би напишал само уште колку крв ќе ве насити, о монструми, дел 2. Затоа што очигледно не се наситени со крв, сега гледаат да луѓето изумираат тивко без метак, односно да умрат од глад. Јас тука би престанал, па по второто. Ти благодарам, Дехрен. Ќе се вратиме по уште податоци од тебе и се разбира анализи. Тоа што го зборуваше, меѓу другото ме подсети и на една колумна објавена на Вашингтон Пост на 9 април 24-та минатата година на 9 април од Питер Маас, кој вели вака: I'm Jewish and I've covered wars. I know war crimes when I see them. Јас сум евреин и покрива војни, тој инаку беше и во Сараево во 90-тите години кога беше под обсада. И вели, знам, препознавам воени злосторства кога ќе ги видам. И тој во својот текст понатаму, да не го раскажам сега, тој во својот текст понатаму зборува дека уште од самиот почеток на воениот одговор на Израел и нападот врз Газа можеше да препознае овој новинар и колумнист кој за себе вели дека се декларира како евреин, вели дека имало воени злосторства уште на самиот старт
светот можеше да го види тоа. Да, јас би се вратил за кратко кај Билјана да ја видиме хуманитарната криза, поточно катастрофа во Газа, низ бројки, низ статистики, црни статистики, за жал, за тоа што се случува од хуманитарен аспект, низ бројки, повели Билјано. Значи, хуманитарната криза за оние сите кои што во моментот живеат во Газа е од повеќе аспекти. Храна, здравствена заштита, вода, санитарни услови, инфраструктура и она што нели им е неопходно, а тоа е меѓународна помош која никако не можат да ја добијат. Јас ќе започнам најпрво со храната и со глата, затоа што според британскиот Црвен крст во моментот 470.000 луѓе во Газа се соочуваат со глад, што извисува некаде околу 22% од населението. Околу 66.000 деца страдаат од акутна недохранетост, и околу 91% од населението е во акутна несигурност со снабдување со храна, а само во последните 2 дена 29 деца и стари лица, како што беше испомнато, починале од глад. Што се однесува до медицинската помош, односно за здравствената криза, 7 од 8 болници делумно работат од вкупно 36 колку што ги има во Газа, повеќе од 90% од медицинските залихи се исцрпени, а повеќе од 90% од децата под 5 години се погодени со најмалку една заразна болест, што се должи и на водата и санитарните услови, затоа што повеќе од 100 водни бунари и на 30 резервоари се недостапни, што поради нападите, што поради од безбедносни причини. Истото се случува и со системите за вода и со канализација кои што се на работна колапс. Што се однесува до инфраструктурата, таа изнесува околу 18 милиарди долари според некои проценки, и повеќе од 90% од главната сообраќајна инфраструктура е оштетена. До сега се пристигнати 90 од 100 камиони со хуманитарна помош. Знаеме, се спомна и тоа дека дистрибуцијата е значително ограничена од многу фактори, меѓу кои безбедносни ризици, и заклучно, мислам, за 2025 година и ова како информација ќе го споделам, Европската унија обезбеди нов пакет од 120 милиони евра помош за храна, здравствена заштита, вода и сместување. Што значи дека малку да се рече дека состојбата или ситуацијата во Газа е критична и дека бара итна меѓународна хуманитарна помош и какви да е политички напори за прекин на огнот и обновување на барем на основните услови за живот на тие кои што се во моментот се наоѓаат во Газа. Инаку кога зборуваме за храни глад, се очекува 71.000 деца под 5 годишна возраст, како што реков, да бидат акутно неухранети, а до крајот на годината уште 14.000, околу 14.000 случаи да бидат тешки во таква состојба која што може да доведе и до смрт од глад. Како статистика, многу малку би знаеле ние што се случува во Газа, да не се медиумите и медиумските работници. Според последните информации што ги имаме, односно оние информации барем за статистиката од 2024 година, повеќе од 100 новинари и медиумски работници се убиени во Газа, од кои што половина од нив се од Палестина, а според Репортери без граници 103 новинари биле убиени во првите 150 дена во Газа, што представува огромна трагедија за медиумската палестинска заедница. Нормално дека во такви услови ќе страдаат и оние кои што се директно на линијата да ја укажат првата помош, значи хуманитарните работници, така да според податоците од март во 2025 повеќе од 1500 хуманитарни работници биле убиени во Газа, од тоа 1402 медицински работници и 111 членови на цивилната одбрана.
Од почетокот значи во самиот старт на конфликтот 322 хуманитарни работници се убиени според Обединетите нации, а со нападот во Рафа на 23 март 2025 година биле убиени 15 хуманитарни работници, вклучувајќи 8 членови на Палестинската црвена полумесечина и 5 членови на цивилната одбрана. Нормално се зборува и за заложниците, или бројот на заложници, како што рековме на почетокот, околу 250 заложници беа земени во првичниот напад на 7 октомври 2023 година. До 13 мај 2025 ослободени се 148 заложници, вклучително оние 105 ослободени за време на прекинот на огнот во 2023, 5 ослободени од Хамас надвор од рамките на договорот, 8 спасени од израелските одбранбени сили, 30 ослободени за време на прекинот на огнот во 2000 оваа година. 44 тела на заложници биле репатрирани во Израел, од кои 3 биле убиени при бегство и погрешно идентификувани од страна на израелските одбранбени сили, додека 37 други биле убиени во заложништво. 58 заложници се во моментот во Газа, од кои 57 се киднапирани на 7 октомври. Најмладиот заложник, кој на 18 јануари би требало да наполни 1 година, го знаеме случајот, мислам дека и пишувавме на тоа, беше убиен во израелски воздушен напад заедно со неговата мајка и неговиот 4-годишен брат. Додека те слушам како ги кажуваш овие бројки, се сеќавам дека уште од почетокот оваа редакција ги следеше редовно сите овие настани и како што поминуваше времето, тие бројки растеа. За жал, тоа е нашата работа, мрачниот дел на нашата работа. Овакви ситуации, кога има војни и насилства, катастрофи од различен вид, или пак за време на здравствената криза, светска криза со пандемијата, тоа е на некој начин проклетство на професијата и истовремено и апсолутно потребна работа што ја спроведуваат медиумите за можат на светот, на јавноста, таму каде што се наоѓаат, да им ги предочат фактите за нештата што се случуваат. Бидејќи без нив луѓето би биле слепи, не би знаеле што се случува во нивната земја, во соседството или воопшто во светот. И заради тоа бројката, таа ужасна бројка од загинати новинари во оваа војна е алармантна, опасна и на некој начин може да се каже дека ги охрабрува сите идни агресори прво што ќе направат да ја нападнат медиумската фела. Тоа го видовме исто така и во бруталната агресија на Русија против Украина, кога видовме дека токму медиумите и новинарите се една од целите на руската агресија. Тоа уште се случува. А се разбира, тоа го гледаме како тренд и во други боишта, во други конфликтни зони. Сепак, ова во Газа е навистина алармантно, се работи за мал простор географски, во кој се истори толку многу огнена моќ, без селекција, и каде што медиумите, односно медиумските работници, беа подеднакво во опасност, во смртна опасност и се уште се во смртна опасност, како и сите останати цивили, вклучително жени и деца. Ти благодарам за овој дополнителен прилог и за жал тоа се уште една цела низа од црни статистички податоци.
Да се вратиме кај Драган кој претходно најави дека има различни реакции на војната во Газа, зависно од тоа кој е во Белата куќа, односно во овалната соба. Мислам дека тоа е доста индикативно и може да објасни како тоа изгледаат наративите во јавната дискусија, во јавниот дискурс и на социјалните мрежи и во медиумски контекст се разбира, и тоа низ призмата на оваа војна во Газа може да се откријат и начини на функционирање на овие наративи, какви влијанија постигнуваат во јавноста овие наративи, секако да слушнеме конкретно како тоа изгледа низ призмата на војната во Газа. Повели, Драган. Еве да почнам каде што застанав од кај реакциите, ќе употребам само еден кој и после веќе 6 месеци од доаѓањето на Трамп во Белата куќа, се уште за го напаѓа Бајден и на што мислите за војната од Газа на Израел во Газа, вели прашај го Бајден, ама гледам забава сериозно, а може и Сорос сигурно знаат. Тоа е наративот кој се провлекува од самиот почеток, кој сепак би го поделил на, како што кажа ти, на период на кога во Белата куќа беше Бајден и период кога во Белата куќа дојде Трамп. Диаметрално спротивни, како што знаеме, во сите сфери на своето владење, дури и во однос на војната во Газа. Од истите извори диаметрално спротивни наративи. Тоа сакаш да кажеш. Од истите пропагандни извори. Ќе дојде малку показно, меѓутоа да, во позадини. Значи, додека беше Бајден на власт, тој они го поддржа Израел и со оружје, меѓутоа и ја осудува војната и бара да стриктно да се почитуваат човековите права, да се дозволи хуманитарна помош. Меѓутоа тоа како да не беше доволно, целиот наратив тогаш беше насочен токму кон администрацијата на САД предводена од Џо Бајден. Дека Западот е виновен, дека тие му дозволуваат на Израел. Дури можем да кажем дека во тој период на социјалните мрежи тоа беа вклучени комплетно сите, од TikTok до Instagram, Twitter, на сите можни, беше тоа толку засилено, што беа опфатени сите мрежи токму поради тоа за да ги опфатите и сите возрастни целни групи, значи од најмладите кои се на TikTok па до сите останатите според возраст што ги следат мрежите. Знаеме дека тогаш и на големо на сите по универзитети, на улици, на секаде во САД се организира протести против војната во Газа, против Израел, за палестинска држава и слични. Меѓутоа, за сето тоа беше окривуван Западот пред се Соединените Американски држави предводени од Џо Бајден. Сега зошто за изворите кога дојдовме до изворите, зошто е тоа така? Може, ние пишувавме веќе за тоа, а Хамас уште тогаш имаше голем апарат за пропаганда, кој насоките и обуката и помошта добиваше од Русија. Значи, Русија беше таа што на сите овие мрежи, паралелно со Хамас, па и повеќе ги пласираше овие наративи само за да наштети на Западот и секако тоа и беше добродојдено во нејзината војна во Украина. Така да, и секако да го оцрни Бајден, кој нели се знаеш уште тогаш дека ќе биде против кандидат на Трамп. Откако дојде Трамп на власт, сето ова на социјални мрежи спласна, веќе не е толку актуелно, спласна и протестите, особено во САД. И сега имаме ситуација кога Трамп ги брка од САД сите што протестира, пропалестински активисти, сакаво да преземе Газа, да направи ривиери и да ги исели
палестинците. Го поддржува Израел во секој поглед, дури му дозволи и тотална војна да спроведе, тоест тотално уништување на Газа заради заложниците, и секако го поддржа израелскиот план за дистрибуција на хуманитарната помош, а не на Обединетите нации. Сега одеднаш Трамп не се напаѓа. Многу ретко, дури се повикува да дојде како спасител. Значи сите се тие наративи, нели да си го, како што кажа Хамас преку Русија, си го стави Русија си го постави својот кандидат на место, и сега веќе нема потреба да ги напаѓа Сад и неговиот нов председател. Сега веќе гледаме сосема друго, како што кажав. Дури можем да кажем дека сега малку повеќе се насочува таа пропаганда кон Европа. Бидејќи еве гледаме Европа и Европската унија и Британија веќе некако како да покажуваат поинаков однос кон Израел и кон Нетањаху, и почнуваат сега веќе тука да се напаѓаат на таа основа. Гледам сега веќе пак нешто како сега конкретно да споменам ова со Евровизијава, тука беше нели направена масовна против Израел, зашто учествувал на Евровизија во Швајцарија кај да се одржуваше. Значи, како се многу очигледно како тоа се свртеве, каде и да свртите. Сега спорано знам, гледав дома и децата ми како што гледа, значи од сите страни беа бомбардирани со состојбата во Газа против, и тоа онака баш против Израел, со тие, јас ги викам, промотивни видеа, пошто едни исти ликови се појавува на 100 места во Газа, дете во без мајка, дете во без татко, дете во и без мајка и без татко, се едно исто дете. Имаше еден што беше и во болница како лежи, беше и како се радува на ракетите на Израел. Тие беа едни пропагандни видеа што толку се шерува, што особено младиве кои немаат нешто интерес да бараат верификација на други места, да ги кажем, ги проголтуваат така без и одеднаш за нив дури имаше и хајка да не ги користат Кока-Кола, Старбакс, затоа што бил американски и не се повлекле од Израел. Значи до таму одеше таа пропаганда на Хамас, па ќе кажем, подучена и предводена од Русија, која да докаже дека не е само она, дека има и на други места. Да, за ова е веќе отворање на нова тема која сигурно дека ќе обработиме и во некое наредно издание на Колегиум за воената пропаганда во светот, вклучително и за војната во Газа, но и во други војни. Секоја војна има малку поинаква природа на водење на таа пропагандна војна, водење на војната на наративи, меѓутоа и сите тие имаат точно така, и меѓутоа сите тие имаат неколку заеднички точки. Тоа е добро да планираме едно издание во кое ќе зборуваме за војната на наративите, пропагандните, воено-пропагандните војни во 21. век. Се разбира, тука не би застанале, јас би ја прашал Дијана, која и претходно спомна дека во поглед на војната во Газа веќе се разработени подолго време и меѓународните правни механизми. Како изгледа меѓународната правда, односно меѓународните институции на правдата, како реагираат на ова, што се случува? Меѓународната правна заедница. Знаете, ние сега можеме да збориме за тоа дека се потегнати некои механизми, меѓутоа тоа се останува сега за сега, нели, во некое лимбо, како и впрочем како и обично, нели,
се чини дека се чека дели да се пробие убаво дното и да не се остане ништо за да се преземат мерки. Но ќе одиме сега на некои факти само, бидејќи еве слушајќи го Дехран, слушајќи ја Билјана со броевите и со сите ние имаме емотивно сме трогнати, човечки сме трогнати од тоа што се случува таму. Значи, едно е војна, друго е веќе газење на жестоко газење на човековите права. Едно дете да почине е грев, а не толкава бројка која што ја изнесе колешката Бибе. Меѓународната правна заедница е некако поделена во однос на одговорноста на настаните во Газа, нели? Тука се работи за меѓународниот кривичен суд, за меѓународниот суд на правдата, земји, значи различни земји, меѓународни организации, хуманитарни организации. Во меѓународниот кривичен суд започна веќе истрага за наводни, веќе се воени злосторства, но така нели ги нарекуваат додека не се докажат, нели. Воени злосторства и геноцидни дејства во Газа, вклучувајќи ги и израелските официјални лица. Истрагата се фокусира на настаните од 7 октомври 2023, нели кога започна сето ова, и понатамошните дејства во Газа и Западниот брег. Сепак Израел нели ја оспорува надлежноста на судот, бидејќи не е членка и не соработува со истрагата, ти искочија нели од таму. Само едно мало дополнување, израелските официјални лица се мисли на израелскиот политички врв и воен. Да, секако. Јас за да скратам, па не навлегувам, можеме да ги наброиме имињата, но мислам дека се е веќе кажано и напишано. Потоа Меѓународниот суд на правдата, Јужна Африка поднесе тужба против Израел пред Меѓународниот суд на правдата, обвинувајќи го ја државата за геноцид во Газа. Тужбата се заснова на Конвенцијата за спречување и казнување на злосторството на геноцид од 1948 година, значи од тогаш, од кога се тврди дека е започнато се. Меѓународниот суд на правдата се уште не е поднел тужба, одлука по оваа тужба. Некои земји, како што е Јужна Африка, Швајцарија, Лихтенштајн, ја поддржаа истрагата на Меѓународниот кривичен суд, што нели спомнав претходно, и повикаа на одговорност за израелските дејства во Газа. Но до скоро, мислам дека и се уште е таква ситуацијата, Соединетите Американски држави, Велика Британија, Франција, Германија и други западни земји го отфрлија ова обвинение. Очигледно имаат проблем со карактеризацијата геноцид. Ја сметаат за неоснована. Ќе ги напомнам тука и хуманитарните организации, како што е Amnesty International и Human Rights Watch, и тие ја осудија војната кампања. Генералното собрание на Обединетите нации донесе 2 резолуции поврзани со состојбите во Газа. Едната е во која се бара итно и безусловно и трајно примирје, и другата која потврдува поддршката за Агенцијата на ООН за помош на палестинските бегалци. Ова се случи на 11 декември 2024 година, а веќе во март Советот за безбедност на ООН не успеа да ја усвои резолуцијата, иако знаеме дека резолуциите не се правосилни, туку се нели предлози, веројатно на кои ќе се базира некој друг закон или нешто, ќе го земат предвид, кои што и не поминуваат како што треба. На ова резолуција беше ставено, значи резолуцијата беше поврзана со ослободување на заложниците од страна на Хамас, што беа задржани од страна на Хамас, како што и започна цела ова работа.
Ова резолуција доби 11 гласови за, но беше блокирана со вето од Русија и Кина, кои се постојани членки на Советот за безбедност и имаат право на вето. Гласаше и Алжир против и некои други, сега да не ги набројуваме. Како го оправдаа Русија и Кина ова вето, покрај тоа што не знам дали памтите дека во првиот дел на моето излагање за меѓународниот одговор тие го осудува тоа што се случува во Газа, меѓутоа си го оправдаа ветото, затоа и велев дека се лицемерни, го оправдуваат ова свое вето со тврдење дека текстот на резолуцијата е нејасен и не повикува директно на прекин на огнот. Знаете, тоа се тие политички или дипломатски или речници кои што не се само зачудувачки, туку најчесто се лицемерни. Во овој случај зборам и во вакви слични случаи како што е и со војната во Украина. Да, се согласувам со тоа. Тоа што се случува во Обединетите нации веќе подолго време во врска со војната во Газа, во врска со војната во Украина, во врска со низа други воени и други конфликтни ситуации и масовни кршења на човековите права е една трагична фарса која ја намали вредноста, ако се согласува. Политичките поделби во Советот за безбедност на Обединетите нации, посебно во однос на конфликтот во Газа. Иако постои меѓународна поддршка за прекин на огнот и за хуманитарна, значи генерално постои, различните интереси и приоритети на постојаните членки водат до блокирање на тие резолуции, значи кои се најчесто декларативни, но водат и донесоа и до блокирање на реалните действија, значи како хуманитарната помош, како примирието на огнот, кој што час се примирува, час не знаеме што точно се случува. Тоа е. Еве и како што кажа Бибе преска, и медиумските работници се под мета на многу се убивани и така натаму. Ние има разни видеа, гледаме се, знаеме да препознаеме што е вистинско, што не е вистинско, личните мислења сепак ги оставиме на страна, и ако се веќе јасни, јас лично сметам дека никаде на светот не сме да се случи вакво газење врз човечкото достоинство, убивање на бебиња, убивање на деца, убивање на жени, на постари, на луѓе. Тоа е. Од мене е толку. Да, благодарам Дијана. Уште еднаш, навистина е трагично како изгледа функционирањето на Обединетите нации, особено во делот на Советот за безбедност, во кое бесправно е узурпирано место кое го држи Кремљ. Секако и Генералното собрание покажува колку Обединетите нации се еден потребен, навистина потребен меѓународен инструмент, но истовремено и еден голем планетарен заостанат неефикасен мастодонт, политичко-дипломатски мастодонт, кој едноставно не ја исполнува својата функција или барем далеко доволно ја исполнува. Јас би завршил со Дехран, ако може да ни дополни уште со неколку податоци за тоа какви хуманитарни напори имаме во овој момент, во овој период, за кој гледаме дека е исклучително тежок, трагично тежок од статистиките што ги слушнавме и од другите податоци што ги знаеме и што ги следиме секојдневно. Повели Дехран. Да, Чавер, слушам веројатно. Знаеш, кога треба да зборуваш за хуманитарна помош и статистика,
неизбежно е да се спомнат бројките. Но бројките сега тие што ги слушнавме пред само 5 минути во овој период веќе ги заборавивме. После 5 минути бројките се забораваат, но во глава ти остануваат оние, за жал, снимки што ги добиваме и што ги гледаме од социјалните мрежи, кои што за сега не успеваат алгоритмите да ги укинат. Као што гледа пред некое време, каде што израелците убиваат коњ кој пренесува хуманитарна помош, и тоа видео денеска го нема, а тоа вчера го видов, денес веќе го избриша како вознемирувачка содржина која што не е достапна за гледачите. И такви вознемирувачки фотографии и снимки за алгоритмите се непожелни и ние денеска сме неми да знаеме што всушност на вистина се случува таму, со оглед на тоа дека покрај тоа што се убивани новинари во Газа, се затварани и медиуми, избркани медиуми за оние кои што беа нерелевантни за Нетањаху и кои што нели ширеа пропаганда, со цел да не се дознае вистината што всушност на вистина се случува во Газа. И да, сега пропагандата таму, сега ќе видиме дел од пропагандата каде што израелски војници даваат вода на мали деца, каде што нели израелците се таму спасителите, а не тие кои што им ги убиле родителите, туку сега нели тој истиот војник кој што им ги убил родителите ги оставил без родители, сега истовремено е представен како спасител кој што му дава шише вода, кој што го остави 2 месеца без вода, но нели тоа е сега таква пропаганда која што ние од тука не можеме, пак ќе речам со сигурност да ги доловиме оние елементи, но можеме да ги доловиме елементите кога што не може да е пропаганда, кога ќе видиме како мајка плаче врз нејзиното бебе. Не може да знаеме дека е пропаганда кога мало дете плачејќи вика све ќе му кажам на Господ кога ќе отидам таму. Тоа не може да е пропаганда кога гледаш како родител, татко си го закопува своето дете, го става во земја и вели поздрави ги таму сите кога ќе ги видиш невино убиени деца и кажи му све на Господ што се случува. Да, тоа се траумни снимки кои што за човек кој што не знам малце има човечност во него, после тоа цел ден ќе му се вртат, па и недели, па и месеци. И едноставно живее со тие снимки во својата глава без да има некаква мок да реагира. За жал, ние имавме ситуации кога наши политичари станаа политичари токму злоупотребувајќи ги Газа. Затоа што Газа не се случи на 7 октомври минатата година, туку Газа се случува уште во 2008, 2010, 2012, 2014, малце поинтензивно и зборуваме во изминатите десетина години кога Газа исто така беше под окупација, но не вака како што денеска ја знаеме, каде што градовите се малте не направени како депонија, значи разурнати. Истата тактика која што ја гледавме во изминатите неколку години што Путин ја спроведуваше во Украина, каде што цели градови ги уништува, значи да не постои ништо, само пепел да остане. Денеска го гледаме истиот наратив како што и Нетањаху постапува, цели градови уништува. Значи да ништо не постои, ништо, цел град да го уништи. И тоа со кој збор да го опише човек, освен дека е геноцид и дека е ништење на еден цел народ, каде што сака да го истреби да го исфрли од Газа. Се надевам дека нели нема да тоа што сега го спомнаа колегите е дека агресивната медиумска кампања и пропаганда, дека секој што ќе каже, вчера имаше една изјава Нетањаху, секој што ќе извика Фри Палестина е исто како да извикува Хај Хитлер.
до таква пропаганда доаѓа да не смееш да кажеш слободна Палестина, затоа што ако кажеш бараш слобода за Палестина, ти автоматски си поддржувач на Хамас, автоматски си поддржувач на геноцидот, автоматски си ти поддржувач на Хитлер и на таква пропаганда сега ќе одат, но само да избегнат оние нивни злосторства што ги спроведуваат во Газа. Се надевам дека светот ќе се разбуди. Се надевам дека и нашата држава ќе нема да биде воздржана и нема да имаат дел од тие политичари уште да бидат политичари и да имаат кога ќе треба да им требаат политички поени да извадат едно мало знаменце, туку навистина ќе покренат некоја иницијатива и тука во Македонија. Можеби ние како мала држава сме мала, но некогаш во историјата ќе се запише дека Македонија беше од страната на тие кои што беа угнетени, од тие кои што беа слаби, од тие што против нив се вршеше терор и геноцид. И таква Македонија, јас сакам во таква Македонија да живеам, затоа што утре кога било каде да отидам, да кажам јас сум од Македонија кој што бев против војната во Газа. И на крај би заклучил дека дан покрај светот, се надевам дека и Арапската лига и арапскиот свет ќе нема да го поддржува геноцидот и за жал јас да бев денеска човек кој што требаше да одбира дали ќе оди во Аджилук во Мека и да му даде пари на арапскиот принц или да даде 10.000 евра за помош во Газа, јас без проблем би ги дал парите во Газа и би се откажал од мојот Аджилук. Но не би сакал да зборам за тоа, јас би честитал на нашите 2000 аджи кои што ќе отидат во Газа и ќе им останат илјадници, стотици илјади евра на принцот во Арабија, кој што истиот принц ќе му ги даде парите на Трамп, кој што Трамп ќе прави голф терен и ќе игра голф врз мртвите деца врз Газа. Толку од мене. Благодарам Декран за твојата искрена и емотивна поента, односно повеќе поенти. Несомнено, ова е приказна која за жал ќе трае уште, исто како и подеднакво жестоките конфликти кои се насекаде во светот, почнувајќи од Украина, завршувајќи со масовните проблеми и кршење на човековите права во Јужна Америка, крвопроливањата во Африка, во Азија и на повеќе други невралгични, трагично мрачни места во светот, каде што освен војната, пропагандата и дезинформациите одземаат животи, а исто така и сиромаштијата и експлоатацијата на луѓето исто така одзема животи, го уништува достоинството на човекот и го уназадува целото човештво со трагичен исход. Ќе продолжиме понатаму да работиме на разоткривање на дезинформациите, да информираме за тоа што се случува и да го искажуваме нашиот став и како организација и поединечно како авторки и автори. Цивил како организација за човекови права повеќе пати излезе и со соопштение во кое ги осуди воените злосторства во Газа и исто така работиме секојдневно на информирање на јавноста, на нашите читателки и читатели за тоа што се случува, онака како што знаеме и умееме, а мислам дека тоа го правиме добро бидејќи знаеме како да препознаеме или да одвоиме пропаганда од вистински вести и тука е нашата улога на јавен сервис или на услуга на граѓанките и граѓаните за нивна добробит, да знаат што навистина се случува, а што другите сакаат да излечат од нив. Тоа се разбира, не се однесува само на војната во Газа, туку на сите останати делови од нашата работа, департмани од нашата работа, би рекол.
читателките и читателите, односно гледачите, нашата публика, сигурно знаат, сигурно се свесни дека Колегиум е наш целосно независен проект, односно обид да бидеме што е можно поблиску до нашата публика и оттаму произлегува и овој повик. Ве молам или ве молам во името на мојот колегиум од одговорни уреднички и уредници, дајте ни предлог што понатаму да објавиме, споделете информации, а ве молиме исто така ова што го гледате сега да го споделите и го коментирате со вашите пријателки и пријатели на социјалните мрежи. Помогнете му на Цивил за да биде уште подобар и да биде уште повеќе на услуга на јавниот интерес. Независно, слободно и отворено. Секогаш поблиску до граѓанките и граѓаните. Толку во ова издание од Колегиум се гледаме идната недела. Довидување.